Еве јас со мојата дискусија, јако лично не верувам дека ќе го промена вашето мислење. Значи, вие имате мнозинство и во комисијата и имате и парламентарно мнозинство, така да доколку сте намислили за одземање на имунитетот на колегата Трајко Велјановски, во состојба сте тоа да го направите, значи и на комисија и на пленарна седница. Меѓутоа, вие треба да се запрашате, значи, како, односно врз основа на кои аргументи оценувате дека се исполнети условите за да на еден колега, наш колега, ваш колега, пратеник, му го одземете имунитетот. Значи, добиено е само едно барање од суд, со кое се бара да се симне имунитетот на колегата Трајко Велјановски и тоа е се. Колегата Велјановски дури во неговото излагање објасни по кои точки, односно по што се е обвинет, за да ние барем од прилика знаеме зошто, односно вие да знаете зошто би требало да му го одземете имунитетот, иако она кој што го имаше кажано, а тоа е дека практично се терети за некаква си испратена или форвардирана порака, сметам дека нити е некое дело од таков тежок облик за кое треба да се одреди мерка притвор, нити за такво дело треба да се одреди мерка притвор. Ако собранието, односно комисијата, одлучува само врз основа на барање на суд да се одземе имунитет, зошто тогаш воопшто на нас ни е доделен имунитет? Зошто ни на нас имунитет, доколку само со едно барање од суд се одзема имунитетот? Значи, подобро е да има да се укине комисијата, само да се констатира дека после секое барање од суд, кога ќе стигне дека некој колега треба да му се одземе имунитетот, да му се одземе имунитетот, така да оваа расправа воопшто нема ни потреба да се одржува, бидејќи гледаме дека сите аргументи кои што ги кажавме и кои што се издржани воопшто не допираат до вас. Значи, вие веќе имате донесено, практично имате донесено пресуда во однос на одземањето на имунитетот на колегата Трајко Велјановски. Практично работата сега е, односно вие сега нема да гласате за одземање на имунитет, вие практично со одземањето на имунитетот, иако судот ја донесува таа одлука, меѓутоа вие практично со одземањето на имунитетот, колегата Трајко Велјановски го праќате директно во притвор. Значи, вие бевте едни од најгласните противници дека притворот се користи како, нели, додека беше ВМРО ДПМН и коалицијата на власт, дека притворот е мерка која се злоупотребува, која се користи како казна. Сега, почитувани колеги, вие го работите истото. Во нашето законодавство притвор се знае во кои услови и како се издава. Значи, доколку обвинетиот може да го повтори делото, овде и вие сте свесни дека не постои начин да такво едно дело се повтори кое се терети. Значи, доколку потоа постои опасност од бегство и опасност од влијание врз сведоци. Колегата Трајко Велјановски е за година и пол од како е извршено делото, до сега, барем по моје мислење, доколку требало да има некој влијание врз сведоци, година и пол или скоро 2 години е повеќе од доволно време. Доколку сакал да се впушти во бегство, тоа може да го направи и сега. Че не го спречува ништо. Така да мислам дека во овој случај барањето е само да колегата
замине во притвор и понатаму да процесот се развлече колку што е тоа можно и да притворот од една превентивна мерка практично се претвори во една казна и во една репресивна мерка, па понатаму дали ќе се докаже дека е виновен или невин, времето поминало, одлежал во притвор. Почитувани колеги, имавме, односно започнавме некој процес на помирување. Меѓутоа, со ваквите постапки, кои што вие ги правите, мислам дека многу е тешко да дојдеме до едно помирување и мислам дека ова не се европските вредности кон кои што вие толку многу се залагате и кон кои што се стремите. Нашиот колега се јавувал редовно на суд. Секогаш кога бил побаран, значи не станува збор за некоја криминогена личност, па за сега треба да се определува мерка притвор. Станува збор за човек кој што честно, одговорно и достоинствено е извршувал функцијата председател на Собрание на Република Македонија. Значи судот испраќа барање да се одреди мерка притвор, што смета да сега ние како членови на оваа комисија, јас не сум член на комисијата, вие како членови на оваа комисија изгласаме дека не може да му се одземе имунитет. Овде се пласираа некои тези дека со тоа се попречува судот, односно се попречува правдата, тези кои што сметам дека се целосно неточни, бидејќи ништо не го спречува судот да си ја тера постапката и без симнат имунитет, нашиот колега да се брани честно, достоинствено, па доколку во некоја фер, транспарентна постапка се покаже дека извршил некакво кривично дело, значи не само за него, за било кој, секој што извршил некој кривично дело треба да одговара. Меѓутоа мислам дека во овој случај не е така, бидејќи поминато е доста време и од кога телефонот му е негов земан на вештачење и од кога е повикан да даде исказ. Значи не може сега од истите пораки, од истиот исказ кој што го имал дадено претходно, да после година и пол некој се просветли и да побара да се подигне обвинение за терористичко загрозување на уставниот поредок. Значи, уште еднаш ќе апелирам на вашата свест, на вашата совест. Станува збор за наш колега, станува збор веќе за 8, ако не се лажам, во овој мандат одземање на пратенички имунитет на колега. Тоа мислам дека досега се нема случајно. Дали во понатамошната пракса собраниска ќе биде таков случај, верувам дека нема да биде во таков обем. Верувајте дека ние веќе како пратеничка група сме на некој начин десеткувани од овие барања за одземање на имунитет. И повторно ќе кажам, значи ништо не го спречува судот да си ја тера постапката, да си го повикува кој треба за исказ, кој треба за сведок. Значи ништо не го спречува судот да тера постапката без да има потреба од симнување на имунитет и без да се определи конкретно мерката притвор. Значи уште еднаш ќе кажам, ќе апелирам на вашата свест, ќе апелирам на вашата совест да не се одземе имунитетот на колегата Трајко Велјановски, бидејќи ќе кажам повторно дека бил 10 години председател на Собрание, се однесувал честно, се однесувал одговорно, се јавувал досега на рочишта, се јавувал досега во суд, има и други мерки за да судот обезбеди негово присуство. Така да би апелирал да вие со вашиот глас
не му го одземете имунитетот на колегата Трајко Велјановски. Благодарам.